Февруари 2025 носи период исполнет со динамика, драги лавови. Вашата природна енергија и самодоверба ќе бидат ваши најсилни сојузници овој месец, додека се подготвувате да ги освоите вашите цели. Звездите ве носат можности за раст и промени, а вашиот ентузијазам и способност да инспирирате други ќе бидат клучни во многу ситуации. Овој месец е одличен за зајакнување на врските со луѓето околу вас, но истовремено и за преиспитување на тоа како ги трошите вашите ресурси, време, енергија и емоции. Можеби ќе бидете повикани да најдете рамнотежа меѓу вашите лични желби и потребите на другите. Со февруари како месец на нови можности, ќе почувствувате дека е вистинското време да заблескате во вашата автентичност и да ги покажете вашите таленти. Одржувајте ја вашата природна страст и посветеност. Но внимавајте да оставите простор и за одмор и саморефлексија. Февруари е месецот што ви нуди шанса да засветите уште посилно, да ги инспирирате другите со вашата визија и да направите значаен чекор кон остварување на вашите соништа. Љубов и односи за лавот. Февруари ќе ви донесе нова енергија во љубовниот живот. Ќе бидете полни со шарм и топлина, што ќе привлече внимание каде и додите. Вашата способност да ги инспирирате и мотивирате луѓето околу вас ќе биде клучна за градење и продлабочување на вашите односи. За оние кои што се во врска, месецот носи можност да внесете свежина и забава во вашето партнерство. Организирајте романтичен состанок или неочекувано изненадување за вашиот партнер. Тие ќе бидат воодушевени од вашата иницијатива. Меѓутоа, ако не идете на недоразбирања, обидете се да слушате повеќе отколку што зборувате. Вистинската магија на љубовта лежи во меѓусебното разбирање. Ако сте слободни, овој месец ќе биде како сцена од филм за љубов. Можностите ќе ве следат насекаде. Запознавањето на нова личност ќе биде исполнето со интрига и искри. Но не брзајте. Дозволете си време да изградите стабилна основа со личност што ќе ве разбира и почитува. Февруари носи можност за врска што ќе биде многу повеќе од површна привлечност. Ќе има потенцијал за длабока поврзаност. Ова е месец што ве потсетува дека љубовта кон себе е исто толку важна колку и љубовта кон другите. Запрашете се што е тоа што ве прави среќни и како можете да внесете повеќе радост во вашиот љубовен живот. Кога вие ќе бидете исполнети, тоа ќе се одрази и во вашите врски. И играјте на картата на искреност и страст. Љубовта цвета таму каде што има вистинска поврзаност. Вашата автентичност ќе ги привлече вистинските луѓе кон вас. Кариера и финансии. Февруари е месец што може да донесе големи можности за професионален раст. Вашата самодоверба и лидерски способности ќе бидат вашите најсилни адути. Ќе почувствувате зголемена мотивација да ги преземете работите во свој раце и да се посветите на проекти кои што ќе ви донесат значителни резултати. Ако сте вработени, овој месец би можеле да бидете во центарот на вниманието на вашите колеги и претпоставени. Вашите идеи и решенија ќе бидат високо ценети, што може да отвори врати за унапредување или дополнителни обврски, што ќе ви го зголемат професионалниот статус. И не се двумете да покажете иницијатива. Вашата страст и креативност ќе направат да се истакнете како природен лидер. Ако сте на самостоен пат или развивате сопствен бизнис, февруари носи полни услови за проширување и иновации. Ќе имате шанса да воспоставите нови соработки или да влезете на пазар што досега ви бил непознат. Сепак, внимавајте на деталите. Вложувањето време во планирање и анализа ќе ви обезбеди долгорочна стабилност. Во финансискиот план, месецот ви носи стабилност и можност за дополнителни приходи. Ќе се појават извори на заработка, кои што ќе ви изненадат, особено ако сте подготвени да прифатите ризик во умерени граници. И бидете внимателни со трошоците. Инвестирате во нешта што ќе ви донесат вредност на долг рок, наместо на импулсивни купувања.
И секако ослонете се на вашата храброст и способност за преговарање. Февруари е можност, односно е месец кога можете да постигнете повеќе од што мислите, ако останете фокусирани и дисциплинирани. Здравје и благосостојба. Драги лавови, февруари ќе ве поттикне да се фокусирате на равнотежата меѓу телото, умот и духот. Вашата енергија ќе биде силна, но важно е да ја канализирате правилно за да избегнете замор или непотребен стрес. Овој месец ве поттикнува да бидете внимателни кон себе, особено во моменти кога вашиот распоред станува пребукиран. Физички ќе се чувствувате полни со сила, но не заборавајте да одржувате редовна физичка активност. Дури и кратка дневна рутина, како прошетка или јога, ќе ви помогне да ја одржите вашата енергија во текот на целиот месец. И обрнете внимание на исхраната. Изберете хранливи оброци, кои што ќе го поттикнат вашиот метаболизам и ќе ви дадат дополнителна издржливост. Емоционално, февруари може да донесе моменти кога ќе почувствувате потреба за повеќе време за себе. Не се плашете да се повлечете од гужвата и да најдете мир по активности кои што ве релаксираат, читање, слушање музика или медитација. Вашето внатрешно спокојство ќе ви помогне да се справите со сите предизвици што може да се појават. И потрудете се да си ги поставите приоритетите. Ако се чувствувате преоптоварени со обврски, разгледајте ги задачите и ослободете се од оние кои што не се итни. Организацијата е сегогаш клучна за да останете фокусирани и продуктивни. Не заборавајте дека вашето здравје е најголемото богатство. Малите чекори кон подобрување на вашата дневна рутина ќе имаат големо влијание врз вашето целокупна благосостојба. Дозволете си време за одмор и грижа за себе. Тоа не е слабост, туку израз на сила. Најдобри денови за лавовите во февруари дека ќе има денови кога ќе бидат како создадени за успех, љубов и лична среќа. Еве некои датуми што би можеле да ги искористите на најдобар можен начин. 4 февруари. Идеален ден за нови почетоци, поставување лични или професионални цели и преземање на иницијатива. Вашата харизма ќе биде особено нагласена, што ќе ви донесе поддршка од околината. 9 февруари. Ден кога ќе почувствувате зголемена инспирација и креативност. Одличен за работа на проекти што бараат оригиналност, но и за изразување чувства кон саканите. 14 февруари. Љубовта ќе биде во воздухот. Овој ден е совршен за романтични моменти или за запознавање нова личност, ако сте слободни. Дозволете си да уживате во емоциите и да ја покажете својата нежна страна. 18 февруари, финансиски ден. Искористете го за да донесете важни одлуки за вложување или да побарате поддршка за вашите идеи. Вашата самодоверба ќе биде вашиот најсилен сојузник. 25 февруари, ден на внатрешен мир и духовно освежување. Потрудете се да поминете време сами со своите мисли или во природа. Ова ќе ве наполни со нова енергија за наредните предизвици. И 28 февруари, одличен ден за завршување на започнатите обврски и за одбележување на вашите постигнувања во месецот. Прославете ги своите успеси, бидејќи тоа ќе ви даде мотивација за понатаму. Предизвици за февруари би можеле да бидат моменти на несигурност и ситуации кои што ќе бараат од вас да бидете трпеливи, дури кога тоа не ви доаѓа природно. Може да се почувствувате дека другите не ја разбираат вашата визија или не ја ценат вашата посветеност. Ќе бидете предизвикани да останете фокусирани на целите, без да се обесхрабрувате од тугите критики или недостигот на поддршка. Важно е да научите како да се адаптирате без да ја губите својата суштина. Секако, вашиот ентузијазам и интензитет може да ги исцрпат и вашите ресурси ако не внимавате на своето време и енергија. Главниот предизвик ќе биде да го балансирате личното задоволство со професионалните обврски и да најдете време за сопствено освежување. Инспирација за овој месец е дека да се сетите дека секој лав е роден да блесне. Дури кога околностите се потемни од очекуваното. Вашата најголема сила лежи во вашата самодоверба
и способноста да ги инспирирате другите со вашиот пример. Дозволете си да бидете храбри, но и да покажете ранливост кога е потребно. Но запомнете дека вистинската величина е во тоа да се искачите по секоја пречка со крената глава и срце полно со верба. Верувајте во себе и движете се напред со страст и љубов. Драги лавови, ви посакувам прекрасен месец февруари. Поздрав до наредно слушање.